Во студиото продолжуваме со локални избори и тоа како што почнавме минатата недела, привршуваме сега со кандидатите од Аеродром. При тоа морам да напоменам дека беше поканет и кандидатот на ВМРО ДПМН, господин Тимчо Мицунски, меѓутоа не се одзва на повикот. Со нас е Весна Кираџиева, кандидатка на Левица. Добро утро. Добро утро и на вас и на гледачите на утрински брифинг. Благодарам на поканата. Весна Кираџиева, за оние кои што не знаате, наша неколкукратна шампионка во маратон и од спортот, некако тој маратон веројатно ќе го преселувате полека во политиката. Така, да. Нова трка. На оваа трка, мислите дека ќе биде маратон или ќе се заврши уште во први круг? Не знам, реално ќе ги видиме како ќе бидат резултатите. Очекувањето од она што го гледаме на терен со нашите екипи, од народот, реакциите, од луѓето околу нас, искрено имаме огромна поддршка. Левица има огромна поддршка, јас имам огромна поддршка, така што се очекува, може да биде навистина изненадување во првиот круг да ја завршиме оваа трка, но и да биде маратонска, ние сме подготвени, јас сум кондиционо спремна. Кираџиева, што е она што кога ќе го погледнете Аеродром најмногу ви пречи? Или што е она што најмногу ви се допаѓа? Во овој момент, навистина, јас секогаш кажувам дека можеби сум и така малку пристрасна. Аеродром, затоа што е мој дом повеќе од 30 години, се сметам за најубавата, најомилената општини за живење. Меѓутоа, изминатиот период, особено последниве 4 години, највеќе она што мене ми пречи лично, меѓутоа и на сите наши сограѓани е тоа што се претвори во една навистина нечиста и неуредна општина, со оглед на тоа што, например, хигиената не е на она ниво на кое што Аеродром заслужува и има капацитет. Јавното зеленило исто така запуштено, имаше периоди, можеби еве сега предизборно, затоа што малку повеќе веројатно се ангажира општинскиот татко и администрација, па гледаме дека барем тревата е искосена, додека, например, до лани буквално требаше да сликаме, да објавуваме на социјални мрежи, да го направиме тоа како еден вирален скандал, за да после тоа се реагира, да се искоси тревата, затоа што, например, во делот, особено еве јас каде што живеам, па можам тоа најдобро да го кажам, буквално се случи да се плашиме дека ќе почнат крокодили да ни излегуваат од тревите. Друга работа е да кажеме и фонтаните. Има фонтани кои што се оставени да изгледаат како жабарници, а има фонтани кои што ги потрупа и ги направија еден вид на жардинјери. Наместо да имаат она примарна функција, да изгледаат убаво и да бидат вистински фонтани. Така што тоа е еден од приоритетите кои што мене ќе ми биде како здравје, нели, идна градоначалничка. Знаете како кога разговарам со пријатели, например, кои што живеат во Аеродром или пак и да не живеат во Аеродром, вие рековте вам ви е Аеродром една од поубавите општини, има и други на кои што Аеродром, а не живеат таму, има исто така една од поубавите општини, бидејќи има некаква стратегија во неа, не е се нафрлено и ќе речат, абе во Аеродром има паркови, во Аеродром има игралишта, во Аеродром има фонтани. И сега кога вас ве слушам, како тоа да го нема. Затоа еве ако издвоите што е оно што е добро тогаш во Аеродром? Доброто е што има, како што кажа, убава структура, меѓутоа па за жал почнато од претходната власт во времето на ВМРО ДПМН, кога се изгради неплански премногу тој урбанистички план, веројатно повторно ќе кажам за некои нивни лични интереси, се пренатрупа со згради и тоа е она кое што па новата власт не успеа да го контролира и регулира и повторно се сомневаме, нели, за лични интереси, затоа што овој градоначалник буквално влезе на сметка на тоа, на ветувањата, дека сето тоа ќе престане, а не се случи. Значи, тој урбанистички хаос кој што при тоа настана, како например недоволен број на градинки. Сега луѓето немаат простор каде своите деца да ги праќаат во градинка. Недоволен број на училишта. Повторно како резултат на тоа непланско урбанистичко градење. Хаосот во сообраќајот кој што се случува особено во делот некаде пред железничка станица, затоа што тука буквално доаѓаат од сите страни, веќе сообраќајот е така густ, особено во утринските часови или попладне кога се враќаат луѓето од работа и повторно тоа е резултат на тоа непланско градење. Тие се работите кои што секојдневно им сметаат. Тие, ајде ќе ги кажеме вака од страна ситни мали деталчиња, меѓутоа ствараат тензија, ствараат стрес кај луѓето кои што потоа
јас велам секогаш што се рефлектира. Тој човек кој што цабајле ќе стане, ќе отиде низ таа гужва со стресови, нервози на работа, потоа тој стрес го рефлектира на работната позиција и се вртиме во еден магичен круг кога нешто што било одговорност на некој човек кој што требал да биде одговорно да ја работи таа работа, не го сработил како што треба. Кандидатот на СДСМ овде во студиото најави дека планира адреналински парк. Кандидатката, вашата противкандидатка од партијата ЛДП и ДОМ најави отворено кино. Моцунски го слушав некаде, кандидатот на ВМРО ДПМ најавува еден огромен зелен појас. Што е оно што е вашето капитално обележје на аеродром кој што ќе го дадете? Ние пред се одиме со реалистична програма, не ветуваме секогаш велам брда и долини. Наши приоритети се, прво како што кажав е тоа, следување и уредување на тој простор. Второ, повеќе би сакале да се посветиме на веќе заборавените рурален дел, тоа е населбата Лисиче, Горно и Долно Лисиче, каде што има огромен број на депонии. Јас сметам дека тоа е оној простор каде што ние ќе го градиме зеленилото, односно каде што ќе биде белите дробови не само на општина Аеродром, туку и на цело Скопје. Туку има огромен број на депонии кои што и потоа се палат и целата таа непријатна миризба се шири буквално до центар. Се чувствува непријатно, запалено, цели големи облаци, печурки ги викаме ние како од нуклеарка. Така што тоа е огромен проблем кој што ние планираме да го решиме. Прво со средување на овие диви депонии, а потоа и со зазеленување, а оној дел каде што затоа што навистина има многу. Тие се можеби не делуваат како што е Вардариште огромно, меѓутоа сите споени едно до друго навистина се огромен простор заборавен. И овие жители се заборавени, дури и патната инфраструктура е таму како да живееш во некое село оддалечено од Скопје со километри, а не дека си непосредно на 7-8 километри од центарот на градот, така што тој дел исто така би сакале да му дадеме поголем фокус со оглед на тоа што претходниве градоначалници до сега некако фокусот го даваат тука каде што е, да речеме, така неформално центарот на општината, односно околу Бисер, Капитол мол, па до 3 бисери, односно ајде да кажам населбата Аеродром. Ново Лисиче исто така има убава конструкција сега за сега. Јас за тоа не можам да се пожалам, затоа што сум конкретно од Ново Лисиче и навистина ми е фаворит во однос на тоа како изгледа, освен можеби моменталното неуредување и нехигиената и заборавените паркови. А има ли место каде да се гради во аеродром? Во овој момент, значи луѓето и од тоа највеќе се плашат. Да речеме, има некои шпекулации дека можеби во Мичурин дополнително ќе се узурпираат тревнати паркови зеленила, каде што наводно ќе се градат повторно. Тоа со влегувањето ќе го провериме и ќе знаеме со сигурност и ќе го стопираме граѓаните за тоа да не се плашат. Каде што би можело, евентуално е токму во тој рурален дел, односно во Горно и Долно Лисиче, каде што има простор, меѓутоа сепак доколку ние стапиме, тоа би било плански, значи да биде сеопфатно и да не биде само натрупани згради едно до друго, без при тоа да има доволно простор за зеленило, без при тоа да нема доволно градинки, училишта. Моментално луѓето од овој район мора да доаѓаат или во Ново Лисиче или во Аеродром за да можат нивните деца или да учат во основно училиште или да се запишат во градинка, така што мора да се внимава многу внимателно во тој дел. Ко спомнавте Мичурин и сега се сетив на еден дел читајќи програмата. Ќе имате рестриктивни мерки за автошколите да не прават гужва во Мичурин. Да, што многу значи ни тоа? се пожалија на тоа дека затоа што тука се автошколите буквално по тие нивни мали улички ги сметаат веројатно како помалку фреквентни со сообраќај и ги го закочуваат сообраќајот, па луѓето ни се жалат дека по пола сат треба да им стигне да се стигнат до дома. Тие рестрикции би биле во однос на ограничени периоди. И колку и кога ќе може да се движат. Од кога до кога може да возат автошколите? Да, затоа што навистина имаат проблем луѓето кои што живеат во овој дел, се жала затоа што нели сепак треба да се има разбирање, луѓето возат и јас тука сум се учела да возам, ама навистина го блокирам и треба да мислим и на оние кои што живеат во овој дел, така што тие рестриктивни мерки би биле сепак повторно во консултации со едните и со другите. Значи нема да биде нешто ние излегуваме и кажуваме готово крај тука не се вози, туку ќе
биде внимателно и плански испланирано во кој период, кога ќе може да се користи, кога не е толку фреквентно, кога луѓето се, значи ќе биде направено плански, повторно ќе кажам, и со стручни лица, ќе бидат вклучени онака мултидисциплинарно и од сообраќајот, и од населението, и од автошколите, така што се ќе биде плански за да сите бидат задоволни на крај. За крај да ве прашам некаде, колку спортот ви помага во политиката сега за сега? Мислам дека ми помага во однос на тоа колку сум кондиционо спремна да го издржам ова брзо темпо на кое што ни се одвиваат кампањскиве активности и ми помага ментално затоа што секој пат кога ќе имам простор за да излезам макар на пола сат да истрчам, буквално ментално те охрабрува, ти ги средува мислите и те сталожува, така што ќе го препорачам и на сите други буквално да се издуваат. Патеки има доволно и за аеродром за тачење? Има, да, тоа барем е добро. Кеот евентуално можеби да се досреди, имаме неколку планови, меѓутоа сепак тоа е заедно со градот Скопје, па се надаме нашиот кандидат Перока ми каза кој што исто така е спортски тип, ќе имаме повеќе прилика со него тоа да го соработуваме во иднина. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас што ме поканивте штенаш. Весна Кираџиева од Левица, кандидатка за градоначалник на аеродром, како последна во овој дел разговори и локални избори за денеска.